Почитувани, на градоначалникот Ратко Димитровски му е познато дека не само ние во СДСМ, туку и граѓаните многу добро знаат за недомакинското финансиско работење на општина Кочани за време на неговите 2 мандати. Презадолженоста на општинската каса заканите дека поради неплатени сметки општината во секој момент може да биде блокирана, како и неодамнешните контроли очигледно го прават нервозен. Тој најдобро знае зошто. Господине Димитровски, ни велите да прошетаме низ градот за да видиме што сте изградиле, ама како кога насекаде има раскопани тротоари и улици. За сите овие години на општинска сметка шетавте низ светот, и тоа не само вие, туку и членови на вашето потесно семејство, како во кино, на пример. Веројатно видовте дека таму имаат и велосипедски патеки, а вие се фалите со неколку стотини метри поставени бекатон плочки. Кога зборувате за поникво, објаснете им на граѓаните зошто инвестицијата од 1,2 милиони евра од Елем, со која се гордеевте, не е во функција. Зошто не извршите прием на истата и зошто дозволувате средствата од таа инвестиција да бидат користени за лични потреби на стопанственици, кои со истите го чистат патот од снегот само до нивните угостителски објекти. За уличното осветлување се ни е познато, а на вас уште повеќе, дека наскоро тоа ќе го расветли начинот на кој се трошени парите од кредитот од 1 милион евра. Почитувани граѓани, актуелниот градоначалник тврди дека неговото работење е видливо на секој чекор и за тоа одговара пред вас. По смената на локалната власт, ние ќе ги откриеме пред јавноста сите долгови и неплатени сметки на општина Кочани, што се направени додека Димитровски седеше во градоначалничката фотелја. И за нив ќе треба да даде одговор, а тоа е главната причина за неговата нервоза.